Кафино вино црвено, момчето ти е заспано, момчето ти е заспано. На Каракамен планина. Целта ни беше спојување на трите илиндени, односно три значајни настани кои што од македонската историја кои што се случиле на 2 август. А тоа е битката кај Херонеја во 338 година пред нашата ера, кога македонската војска предводена од Филип II се судрила со здружените хеленски војски во битката кај Херонеја. 2 август 903 година Илинден во Крушево и 2 август 1944 година првото заседание на АСНОМ кога се удрени темелите на модерната македонска држава. Па, значи, тоа спонтано дојде, така да речам. Бидејќи, нели, географски се споени од југ кон север, во речиси права линија Херонеја, Крушево и Прохорчински, значи не отстрануваат нешто многу. Знаевме дека можеме да ги поврземе. Случајно баш во Маријово бевме 2016 почетокот на април, со Боби ја возевме големата патека и му реков на Боби, така најднаш почнавме со разговор, малку го подзаборавивме неколку месеци тој и одеднаш како помина новата година веќе од 2017 кога влеговме, одеднаш пак некаде пролета како да е го, значи скоро цела година помина од 2016 до 2017 и почнавме така пролета и се решивме да тргнеме. Потребно е многу волја, многу желба, некоја резервна гума, шатор, вреќа за спиење, труд и една позитивна нубава енергија с која што ќе те носи цело време на тоа патување. Поканата од Боби за едно вакво патешествие ја прифатив со големо воодушевување. На почетокот реагирав и мајката, ќе возим 800 км од Херонеја и реков ајде, окей, одиме. На почетокот кога ќе кажеш одиме, после враќање назад нема. Не можам да изберам најубав момент, пошто за мене целата експедиција беше едно супер искуство. Али ако треба да изберам нешто, некој дел, тоа беше луѓето со кои што бев заедно таму во екипата. Значи, да се вози секој ден по толкав пат и да бидеме уморни, а на крајот на денот секогаш да се смееме, да кажуваме шеги. Значи, за мене целото тоа беше супер. Извонредна беше целата екипа, со сите шеги, досетки, секој момент, дури онаму каде што можеби ни било тешко, тоа него ни почувствувавме затоа што се беше во едно пријателско расположение, смеа и дружба. Пиеме кафа? Патот што имавме кога почнав, имавме како груба рута, која што на крајот остана скоро целата по која што поминавме горе-доле, меѓутоа на некои места во моментот кај што се наоѓавме, ако добиеме некој совет на некој пат од некои луѓе, локални мештани, ќе ни кажат некој совет, па ќе избереме некој пат. Така да немавме некој точен пат што можеме да го сгрешиме. Еден од најголемите предизвици со кои што се соочив беше ноќевањето, барање на сместување или смешта што го викаме каде ќе преноќиме. Ноќевањето беа во хотел со милион звезди, затоа што секогаш спиевме на отворено небо, во села, по цркви, манастири и едно од најинтересните и највозбудливите беше ноќевање во Штарник. Имавме ниту една незгода, тоа морам да кажеме на 820 км само 3 пати сменивме гуми и тоа не беше нешто баш сериозно, тоа едното беше од плажа кога излеговме, едното пред да ноќеваме, и третото беше са бајле кога тргнеме, значи не беше нешто да ни го отежнат возењето и патувањето. Јас ќе си кажам дека многу страдав сите 7 дена и можам да кажам дека беше
лудо тоа што го направивме, бидејќи возевме во многу жежок период, и ако кажам 60 степени дека беше на асфалтот, беше на вистина 60 степени, и ниту една вода, ниту едно освежување не може да те оправа, да те вратат во живот. И инсистирав на тоа да паузираме помеѓу 13 и 17 часот, значи најжешкото сонце да го поминеме во сенка, кога си правевме ручек, си пладнувавме, си разговаравме, се дружевме, каде и да беше тоа. Обично се случуваше да биде на некои убави места. И од денешна гледна точка, кој ја погледнам, сето тоа страдање кое што си го приредив за тие 7-8 дена, се исплатеше и сум среќен дека бев дел од вториот велоаджилак и сум уште посреќен дека идејата за посета на свети места од македонската историја се шири помеѓу другите луѓе и екипата се проширува и станува се подобро и подобро. Велоаджилакот ги, за мене лично, ги помести границите на едно патување со велосипед, на една авантура и на едно дружење, со кое што се надам дека нема да биде последно и дека ќе продолжиме понатаму во освојување на нови предизвици. Сега на истото место? Со истите луѓе? Не, ама на друго место со истите луѓе дефинитивно. Зашто? За бела љута ракија и ујно вино.